она што следува во продолжение на утринската програма е секако веќе знаете првиот разговор за ова утро. Како што ви кажав и на почеток на емисијата, ова утро не сум сама. Напротив, заедно со мене е мојата драга колешка Сузана Турунџиева, нашата Сузе, а заедно со незе е и незината прва гостинка, Билјана Анастасовска, сертифициран тренер за семејни констелации. Сузе, добро утро. Билјана, добро утро. Имате убава интересна тема. Еве, јас ќе ја најавам, ја најавив и на почетокот на емисијата. Како да се ослободиме од старите образци и уверувања и да чекориме слободно во животот. Јас ќе ве следам, Сузе, од овде со нетрпение, а верувам дека и гледачите, ако имам нешто на крај ќе потпрашам. Да се ти благодарам многу, Иренче. Поздрав до гледачите, среќна среда, посакувам на сите ние кои што сакаме да имаме нека мотивација на денот. Може би токму и овој прв разговор ова утро со нашата гостинка ќе ви биде и еден добар старт на денот да размислуваме како на вистина да се ослободиме од некакви семејни формати, стеги и нешта кои ги носиме ние во наследство или пак несвесно ни ги предаваат нашите сакани, нашите родители, баби, дедовци и така натаму. Добро утро, Биби. Добро утро, Суза. Не си прв пат во нашето студио, верувам не и последен, но секој еден разговор со тебе на вистина не става сите нас во една ситуација да почнеме да размислуваме како да ги менуваме на подобро нештата во нашиот живот. Семејните констелации се нешто на кое што го имаш фокусот во последното време. До какви истражувања дојде? Така, тоа е многу интересно и морам да кажам дека на вистина се наметна како една потреба што голем број, зборувам во светски рамки, семејните констелации го завземаат високото место. Бидејќи се покажа дека на вистина како метода се многу практични и на вистина делуваат ослободувачки за луѓето. Зборуваме ослободување во смисол на емотивно ослободување. Голем дел од нас ние знаеме дека во текот на животот акумулираме голем дел на емоции, голем број на емоции. Тие емоции се најчесто зборуваме за негативните емоции, кои што ги добиваме во текот на животот преку трауми, да речеме. Тие трауми што ни се случуваат во животот може да бидат обични, секојдневни трауми, да речеме некој мало нервоза во текот на денот, несогласувања со семејството, со околината и така натаму, но несвесно тие мали ситни трауми нашето тело реагира и нормално се прави некоја емоција во нас. И ако тоа трае во одреден период, тие емоции се акумулираат во телото. Постојат големи трауми како што се кога имаме, например, губиток на некој близок, тешки, болни, разделби, разводи и така натаму. Значи, кога имаме некои физички, секакви види на малтретирање, тоа се големи трауми. Меѓутоа, зборуваме како емоции кои што се акумулираат и човекот не може да остане имун. Сите овие емоции мора некаде да бидат сместени во нашето тело, а најчесто се сместуваат во сврзното ткиво, врзувачкото ткиво, на површината на коските и зглобовите. И кога ќе погледнеме еден возрасен човек кој што, например, во текот на животот акумулирал доволно тие сите емоции, негативни емоции, ги ви нарекуваме токсични емоции, така. Непростување. Така, сите оние емоции кои што не сме успеале да ги isprocesirаме, останале во нас и ќе видиме дека телото станува круто, луѓето потешко движат, чувствуваат болки најчесто да се разболуваат. На скелетно-мускулниот систем, кардиоваскуларниот систем, нервниот систем. Тоа се првите системи кои што се детектори и покажуваат дека нешто не е во ред. Затоа што траумата всушност представува една рана не само на физичкото тело, него на душата и на нервниот систем. И траума не е нешто што ни се случило нам, туку нашата реакција како ние реагираме на тој настан. Че секоја потисната негативна емоција порано или подоцна развива голема физичка здравствено нарушување, значи на организмот, зависно кој колку може да го износи сето тоа чувство. Токму заради тоа и денеска
еве си наша гостинка, за да кажеме дека од се можете да се ослободите, доколку побарате помош, доколку побарате разговор, еве со луѓе сертифицирани на оваа проблематика, каде што ти често пати организираш и предавања и работилници и правиш и едно индивидуално некогаш и групно исцелување. Да, како изгледат семејните констелации, системски констелации, тоа е еден вид на работилница се нарекува, значи кога се работи во група, секој човек, например, ако си ти која што работиш констелација, бираш фигури, луѓе, кои што ќе представуваат тебе, например, некои твои аспекти во текот на животот, може да бидат во помлада возраст, може да биде некој проблем, предизвик и така натаму. И секој има улога во едно терапевско поле каде што се добиваат голем број на информации. Многу интересно, Дори значи сами не сме свесни што ќе да не знаеме сме за себе, да. Како да сме нели само наблюдувачи на една сцена каде што се одвива една, да речеме, драма, сепак би било драма бидејќи најчесто се работи за негативните емоции и многу е важно што доаѓа до големо ослободување. Ослободувањето веднаш се чувства, но не мене што ме воодушевува не е само ослободување наше, туку ако таа негативна емоција доаѓа од нашите предци, ние ги индиректно ги ослободуваме и нив. Бидејќи емоцијата како енергија останува заглавена. Сега може малку е нејасно на луѓето затоа што ние сме во едно поднебје како што е Балканот, каде што имало многу војни, сиромаштија и луѓето навистина доживувале смрт во агонија и тоа се страшни емоции кои што остануваат. Значи луѓето не биле доволно признаени за нивната жртва која давале дали за земјата, дали за семејството, начинот на кој што макотрпно работеле, а не им било признаено. И тоа се емоции на гнев, на тага. Што остануваат и генетски се пренесуваат после. Тоа е уште поинтересно за анализа. Они луѓе кои се занимаваат со човековиот мозок, велат, од она што сум читала и следела, дека се некаде останува, секое наше искуство останува запишано на нашата мемориска лента, дури кога не стискаме опција сейф. Зачувај, така нели? Ние сакале или не сакале да ги паметиме добрите и лошите. Добрите сакаме, ама лошите, кој сака да ги запамети лошите искуства во животот или трауми, па да непрестано умот ти се навраќа на тие лоши доживеани нешта, но за жал тоа се останува зачувано и не знаеме кога некогаш може да експлодира. Пандемијата ги промени и семејните односи, и релациите, и луѓето воопшто, мисле, чини дека го промени комплетно нашиот живот, нашиот микробиом. Колку луѓе има кои бараат поддршка во овој период постпандемиски за вакви разрешување на разноразни конфликти семејни кога и порано и не сме ни биле свесни дека ги живееме? Не сме свесни до моментот додека не се соочиме. Значи, кога убаво кажа, кога имаме доволно време да седнеме сите во еден затворен простор. Тогаш ќе забележиме дека разговорите ги нема. Особено ако ни ограничена слободата. Ете така. И нема каде да се движиме, гледаме, ќе ги истрошиме темите кои што се секојдневни, што сме ги кратко, што сме ги обавувале секојдневно и доаѓаме до момент каде што ја чувствуваме туѓоста, стануваме странци, туѓи. И сега што е она, се навраќаме на нас, што е она што не привлеко, што сме биле заедно, зошто е сега, што се случува сега и автоматски секој еден од нас чувствува дека нешто се случува. Точно, нашите клетки се тие што се мемориските, да ги наречеме тие ситни рецептори, да, кои што ги примаат сите овие информации и ги држат во себе. Значи, и секоја клетка знаеме дека има век на трајање. Таа клетка, например, може да биде од неколку дена, неколку недели до неколку години, како што е кардиоваскуларниот систем и нервното ткиво може да биде со години. Но, како изумира таа клетка, се остава, се уништува, освен меморијата. Меморијата од старата клетка преминува на новата. Како што спомнати, се она што останало, значи не можеме ние да се ослободиме.
останува запишано. Се до моментот ние не станеме свесни дека сето тоа мораме да го ослободиме. Замислите дека луѓе кои што едноставно не умеат да ги ослободат тие токсични емоции, 70 до 80% од својата животна енергија ја трошат на носење на тие емоции. Тие се како еден оклоп околу нас, се наоѓаат на површината и тој човек ништо не знае друго освен енергијата да носи маките, да си ги носи. Ние што се велиме, да, на грб ќе си ги натежи. И ќе му речеш фрли го каменот, ти тежи, не ти треба. Не може да те разбере. Толку навикнал да страда, што страдањето му станало начин на живот. И замислете сега еден таков човек наеднаш да се ослободи, тој нема да знае како да продолжи со животот. Едноставно, неговата навика е постојано да биде со тие, да речеме, проблеми и емоции. Затоа некои луѓе имаме впечаток дека се непрестано заглавени во минатото. Живеат во минатото без да ја приметуваат сегашноста која туку така им поминува за еднината, па веќе и да не говориме. Како велиме, емоцијата на тага е врзана секогаш со минатото, емоција на страв врзана е секогаш со еднината. Секој од нас, значи не можеме да речеме дека нема моменти од минатото кои не навраќаат или нема иднина која што ја посакуваме, а да не предизвика страв. Но многу е важно да останеме свесни сега, затоа што ние дадено ни ова физичко тело и најчесто ова физичко тело ни да прави проблем да ги заглавуваме тие емоции, но мораме да кажеме дека и единствена алатка преку која пак можеме да ги исчистиме тие емоции. Што значи дека сега постојат толку многу методи и начини. Само обично слушање на музика, еве и пеењето, танцување, одење на спорт, разговор со драги луѓе, и со пријатели, и престој во природа. Сите оние лесни трауми, верувајте, многу лесно. Децата кога играат игри, кога трчаат, со самиот допир кој ќе се допрат, еден голем број мали трауми се ослободуваат. Што значи, ние секојдневно акумулираме, но и ослободуваме несвесно. А додека оние кои што се веќе интегрирани длабоко во нас, бараат малку подетално, односно некои методи што се постручни. Предпоставувам дека најбитното нешто кога се охрабруваме да побараме помош од сертифицирано лице или да се довериме што не мачи или што ни ја троши енергијата, како што велиш ти, еден голем товар на себе накалемуваат што не треба, не мора да го носат, ама тие прифатиле да го носат и упорно да страдаат живеејќи во минатото, е да се соочат со тоа дека мене ми е потребна помош. Колку луѓе се охрабруваат да побараат помош и дали тоа почесто го прават жените или почнаа да го прават и мажите, бидејќи знаеме дека на ова наше поднебје мажите секогаш се извлекуваат на извесен начин со тоа дека немам време ја за такви работи или оди ти види, секогаш ја праќаат нивната сопруга или партнерка да оди да види што е сето тоа, немајќи храброст да се соочат со тежината која си ја натовариле. Морам да кажам дека на нашево поднебје во главном живеат луѓе со многу силен карактер. Значи ние сме јаки како народ, и мажи и жени. Но, точно како што се забележала, жените се тие кои што први ќе се одважат и да речат, односно да признаат дека нешто не е во ред со нивниот живот, со нив самите и дека да побараат помош. Додека за разлика од нив, мажите многу на нашите простори, кажувам, многу потешко може да призна дека нешто им се случува во животот. Например, тој човек преби живеел цел живот така, или може би ќе најде некој друг начин како да таа енергија да ја смири, најчесто прва е алкохолот или некои забави, некои ситни забави кои што за момент ќе не тргнат, меѓутоа за жал не го решаваат проблемот. Затоа што тоа се луѓе со силен карактер кои имаат голем потенцијал на енергија, а за жал не можеле да го изреализираат. И кога таа енергија стои во тебе, не можеш да ја реализираш, таа станува деструктивна. Колку сме виделе насилни возачи, значи и тоа е таа деструктивна. Во возењето, начинот на како се однесуваат кон луѓето, кон околината и така натаму. Значи таа енергија мора да излезе. Никој не е виновен, ама не знаеме од каде е.
Значи, кога ќе станеме свесни дека тоа не е наше и дека можеме да го ослободиме, тогаш е многу поедноставно. Само треба да поразговараме и да се побараме помош. Значи, добрата вест е дека се може да се исцелува, да се исцели, се извинувам, доколку одбереме да го најдеме решението, така нели? Како можат да те комуницираат сите оние кои што се на некаква размисла дали да навлезат во овие теми, а верувам дека малку ги заинтригиравме сите гледачи да се охрабрат, па да заследат нешто поврзано со она што ти го работиш, ти не го работиш само ова, работиш уште многу други нешта. Да, ние сме во центарот, во Art of Living и таму го работиме, значи навистина имаме една широка палета на можности. Значи човек, нека дојде Art of Living, нека не пронајде, може да најде, да се не запозне, нека почне и со йога, имаме еден куп значи можности можеме да понудиме и исто тие системски семејни констелации, имаме бесплатни предавања, секогаш одржуваме информативни, така да работилници премногу, да. И многу работилници. Да, јас и заедно со сите ние во утринската програма често пати се трудиме да ги најавуваме настаните кои што ги има во Art of Living, заради тоа што во ова брзо време на живење и тоа како на сите нам ни се потребни од време на време потсетници, а вие ги правите токму тие потсетници да се свртиме кон себе и да не заборавиме дека секој проблем, ама и секое решение поаѓа директно нас. Така е. Затоа што ако нема да се потсетиме, ќе не потсети, ќе дојде болест или некој друг поголем проблем, тој ќе не потсети. И ќе те потсети дека треба да застанеш и да се завртиш кон себе. Така, Биби, многу ти благодарам за овој убав разговор утрински оваа среда, воедно и на гледачите ќе ви кажам дека за секој проблем постои решение доколку се охрабрите да го споделите. Наместо да одлучите да живеете во минатото, а знаеме дека гума за бришење минато не постои. Мораме да се свртиме кон сегашноста и кон иднината и да правиме добри промени со помош на луѓе кои што се обучени за таковиот вид на проблематики. Интересен разговор имавме, Иренче, нели? Премногу, Суза, дури навистина се замислив и јас. Многу убаво зборувавте, останав овде, ве слушав до крај. И би сакала, и јас да ве посетам во Art of Living, бидејќи има навистина што да се научи. Овој разговор навистина беше користен и за мене, а претпоставувам дека и за гледачите. Благодарам.